Моментот на вистината. Денес, после цел месец, ке се качам на вага. За ужинка треба само едно лажиче пинат батер. Мора да го чекаме да се цеди. Цеди се бичката. И мислам дека ова е една од највкусните ужинки. Мислам сите се вкусни, нема врска. Ама ова ми е една од повкусните. Купувам 2, 4, 6, 8, 9. Уй, ова треба ми стигне за уште 2. Е, добре бе? Таман. Овде има и за 3. Ајде, поклопиме. Сендвич. Па да бе, сендвичиња се секако. Голе колку има. А можам уште едно да извадам тука. Рибе таман за малецки бе. За децата нешто доста. Не работи така. Киноа, брат, многу те сакам. Машко е? Женско е можда. Киноа, сестро, многу те сакам, ама ја оваа недела решив да ја направам салатата со ориз. Ако треба да најдам оправдување зошто, чекај, уште се потом само што извежбав. 2 пати извежбав денес! Ако треба да најдам оправдување зошто сварев ориз, а не киноа, немав доволно, а варев из мене и за Иван заедно. Значи, шо е со средава како ден, зошто ме мрази? Втора среда поред како брзам да се најадам и да излезам одма, пошто немам време, не стазам да уживам во ова. Неко се договоривме да се видиме со Брана и Вики, се немаме видено 100 години уште пред цела глупост. Се договоривме да земеме кафе и да одиме да шетаме и пошто треба да земеме кафе. Ја ќе си земам стевија! И ќе пијам еспресо со стевија. Which is... Ако. Снима? Да. Добро. Незгодно е сега, дај направи, ајде малце бодрете, ајде. Ајде, ајде. Не бе, не сакам само да кажам дека јас си носев, као стварно си зедов од дома, ама испадна дека и таму имаат вакво. Сега ќе си оставам ваквото, дека ми остане за дома. Ти си имаш поише. А зошто ги скинав двете, па не ми треба за едно. Сака некој второ. Доказ дека еспресо, не пијам други глупости. Со стевија. Со стевија. Добро утро. Сватив дека вторава недела ви неам нешто многу подснимнато како сум шо правам и такви ствари, пошто неам фуд тестови, јадењата ми се исти оваа недела, исто вкусни. Денеска е петок и јас апсолутно не знам кога стигна петок. Цела недела ми помина вака. Шо е ова вака? Како вака? Добро, сакам да кажам пребрзо. Станувам, брзам да сработам, гледам да имам време и барем во понормално време да ги јадам оброците. И најголем непријател на мене оваа недела, спиењето. Многу глупо почнав да легнувам. Мислам, не почнав. Си го задржав глупото легнување, пошто досега легнував глупо. Мислам, со таа разлика што пробувам и се трудам барем малку по малку секоја вечер, така, пола сат порано си легнам, за да успеам да стигнам до степен јас да можам да си легнам пример во 1,5 или 2. Јас во 2 сат да заспиам, па за мене тоа е премија. Па с ношти си легнав уствари тогаш. Нема врска, да, си легнав на кај 2,5-3, што значи е доста голем напредок од моето легнување во 8. И си пуштив аларм за 9 сабајлево и станав во 11. Оваа недела си изненадив и сама на себе досега, пошто вежбам по дупло и секој ден си се убедувам, ајде да вчера можеше дупло, ајде и денес дупло. И мерак ми е, ме болат нозе, ама мерак ми е, си уживам. Знам дека ме болат, пошто сум направила нешто убаво за себе. We interrupt this program to bring you... Не ми се верува, долго го чекам овој ден, што дури ме стемни и моментално го снимам ова во еден сабајле, ама нема врска, извинете комши. Денес се го зедав ова. Односно, ми пристигна на врата, ама нема врска. Сега мое. Си купив iPhone! Во принцип не сум човек што сака да си купува телефони онака од година за година како што излегуваат новите модели, баш напротив сакам да си го користам додека е за користење. И стариот телефон што го имам до сега ми беше купен уште од Америка, што значи цели 3,5 години го користам. Почна да подкочува и да ослабува и во перформанси и батерија и така сватив дека ми е време за нов телефон. Долго време размислувавме со Иван што да правиме, какви модели да земеме, пошто и на него му требаше нов телефон и се решивме да ги купиме новите айфони. Од август чекаме да излезат новите айфони. Конечно се тука! Видимо колко е танко уствари. Малецко кутивче. Ало? Вака ли работи? Изгледа. Како така? Колку satisfying се отвори, не е можно.
Не се ти битно. Да не ми падне, чекай. Имам и такви видеа гледано. Кажем па, ги го кршат од отварање нет. Најбољи реакција на отварање телефонијата. Не. Кај си ти? Овде имаме кабле, овде имаме... Не сте битни вие, шо овде имаме? Чекај, телефонов е битен. Милина. Вака се уклучува, така, не знам како се уклучуваат iPhone-и. Помош се уклучува, јаболко. Хај! Кој ни беше пасвордот на Wi-Fi-то сега, чекај. Звезда. It may take a few minutes to activate your iPhone. Ти го давам цело време на светот. Еве вака суптилно тука нежно да те остава. Уживај, чилај. Во меѓувреме ја да ви покажам што друго имам тука. Првично ми треба адаптер, пошто ако немам адаптер, толку телефонот за една употреба ќе биде заштитно стакло, за да не ми се гребе и да не ме боли душата ако нешто му се случи на телефонот. И нормално, маска. Фала ви многу Next One за овие додатоци, пошто навистина ми се потребни за мојот нов телефон. Но тоа не е се. iStyle Comfort. Ова чудо е ствари еден дополнителен пакет со услуги кои што iStyle ги нуди за твојот iPhone. Во ова спаѓа она Find My iPhone. Исто така ако ми е на сервис телефонот, од не дај Боже, X причини да ми е на сервис, ми даваат заменски телефон додека ми го поправат мојот, вклучува и креирање на Apple ID. И ова сето е многу ново за мене, едва и чекам да го истражам и испитам сето. Па освен едно. Да. Тоа не мора, супер ми е овој. Посори освен две. Не икеш ни Find My iPhone. Ова ти е за онака, гаранција за секој случај. Убаво е да го имаш, не дај Боже да го отвориш. Абе, да не заспати. Инаку по-конкретно моделов е iPhone 12 Pro, 256 гига. И уште од сега се молам тие 256 гига да ми бидат доволни. Те веќе издржиш на 2 години барем. За 256 гига. Започнуваме со Face ID делот. Ја скенира главата. Кај треба да мрдам? Уште навака. На каде? Ја скенираше пацата, first Face ID scan complete. Уште ли? Ама се запознавме сега, шо сакаш пак? Јеј! Рита Песко, бегај. Готово? Изгледа, чекај. Чекам да ми го изпроцесира паспордот. Стои си бе маската? Да бе. Страв ми е да притиснам да него. Вака ли се става? Не сум иначе. Мислам дека имаме некој напредок, ми кажа Welcome to iPhone, ми даде пристап до мојот iPhone. Колко е шарено и интересно. Кај е камерата? Тоа ми треба мене. Нашата прва слика. Зум од зум. Се извинувам што ви го прекинав видеото за ова, морав да ја споделам радоста, не можев да издржам. Y'all know what day it is. Hello there. It's Palačinki day! Мислам дека ова е најверојатно највкусниот доручек од сите до сега што ги јадев. Денес успеав да станам малку порано, пошто мораше да имам време да доручкувам, нели? Пошто треба да излегувам и да бидам долго време надвор. И не знам како ќе ручам на време, ама добро. Затоа што за брзо со Иван треба да одиме кај Фросе! Браве, момент го што снимаш на Evanescence. Стварно, па табан солзи, бе. Табан копирајт. Пак се чувствам како да имам товар на очи, треба да се навикнам. Не плачи, ќе биде во ред. Тебе Фросе ми бриши солзи, а не ми додава солзи. Клин се клина ми избија. Треба маска да ставам, па мене ми е жал на оваа шминка да ставам маска, ама... Глемата е стварна. Види, Фросе кажа дека треба да издржи. Ако ова издржи 50 брпис, треба маска да не е проблем за ова. Сега сме супер. Уживајќи ќе мислам дека Фросе стави доволно шминка и за маската да биде на шминка, не и за ти да бидеш на шминка. Не штедеше. Кај имам на друго место под шо е ова? Киќе, кај немаш? Добро, тоа само ќе се изгуби со тек на време, ќе испари од жешката температура во центарот на Скопје. Температурите во главниот град? Не се изнесуваат. Добре си. Кур, мој си добро, ама ајде. Дај, добро, страф ми е ти да ме Ќе допираш. не убија Фросе. Иван, Јо. со музика во позадина и ние тука стварно изгледаме кога да сме спремни за на свадба да одиме. Еве ви друга тука ривалство некој. Каде е ракијат? Чалги, вакано, секој ќе ми засвират. Ја мислам дека секој што не гледа, слушај као две музики исто и... Две музики. Не ти треба ракија тебе. Свирят чалги. Свирят. Залза, ликни. Залза. Жалза. Деспина. Краток outfit change. Инаку малку поопширно тоа што го спомнав преска, ниту одиме негде, ниту има пригода, ниту
нешто, онака мерак ми беше да си се нашминкам и да си се сликам. Односно, Иван да ме слика, Фросе да ме нашминка. Пошто периодов цело време седев само дома, ретко излегувавме, ниту настани имаше, ниту пригоди за спремање и дотерување. Така мерак ми беше да си истерам лично за себе, да си се нашминкам и да си добивам нови слики на Инстаграм. Значи од средна лента ти застана, тој од лева не ни проба да застани. Мене треба Хаос. да учат за сообраќај. Сам да кажам дека можам да бидам рол модел. За како треба да се Како вози, треба да апсолутно. се несуваш у сообраќај. Апсолутно, јас сум прв петиционер. Субскрайбер на идејава. Ајде, јас вака на далечина, ти давај да. И замисли се да не дојди кај тебе. Тој ве ти давам кеш. Дуд. Ние дојдовме да се сликаме. Дори сега разбирам колку им е тешко на тие што, не знам, од X причини не може да пијат вода нормално, туку мора со цевче. Денешниот ручек испадна ужинка, нема врска, мислам во време за ужина, а минатата сабота исто не стигнав да го направам и ова реков нема смисла, мора да го пробам рецептот, пошто кај бевме минатата сабота, не е битно. Инаку е некоја као тајландска салата со говецко, со оривче, со морковче. Леле, многу интересно. Па кој тоа завршил 50 burpees? Јас! Тоа со недопрена шминка. Ти остана шминката, сериозно. Кон тоа и целев, значи Фросе беше во право. Ова е јавно невозможно. На уку потење, шминкава да остане на мене. Фросе, ти си цар. Супер завршеток на втора недела. Задоволна сум од себе. И од шминката. И од шминката. Моментално е недела вечер, само што го завршив со снимање второто неделно Инстаграм видео и не ми се верува дека шминкава ми издржа апсолутно 2 цели дена. Морам да изодам, паша толку ми препука душава за да си го почешам лицето. Ако ме зачешаше, пример, тука образ, ова си го правев за да ми прекине чешањето, пошто не може вака да си влезам да се закопам. Ама худост у Фросе, шо дефинитивно шминка најубаво на цел свет. Вчера исполнет ден, денес уште поише, добро, не уште поише, ама и денес исполнет ден. Стримав за прв пат на YouTube. Ако го гледавте тоа, мило ми е. Игравме Among Us, мене беше преубаво искуство и прекрасно си поминав. Жал ми е што ја вадам, значи. Очо толку ми е убава, интересно ми е да си заставам и да си се гледам вака. Премногу ми е јако кога носам трепки. Сум носела 3 пати во животот. Ама интересно ми е. Од старт ми е чудно да се навикнам, пошто многу ми тежат на моите трепки. Но после ми е интересно, а и кога се гледам пример во огледало или вака тука во камера. Преинтересно ми е, преубав ефект даваат. Ама идам сега си ошлакнам лицево со вода. Добро утро. Секој ден си изненадувам се повеќе себе си. Најверојатно го памтите, сте го виделе претходно во влогов. Делот кај што кажувам дека гаргарам сода бикарбона после лимон со ѓумбир. И денес, исто како и секој ден го направив тоа, наместо вкусна салама, јас добив вкусна чоколадо во уста. Помош. Трета недела, нов рецепт, пробувам палента. Поинаква палента, инаку обожавам палента и се прерадував кога видов дека има рецепт за палента. Оваа палента беше со печурчиња, јајце варено и фета сиренце и јас имав само едно јајце, требаше веројатно 2, нема врска, изедов да го варам и шокуре ова! Пукна јајцето на сред варење, види на земја срања се испод турија. Ова ли е тоа варено јајце што го викаат? Види го истопено е! Што се дешава кога рендано чоколадо треба да наросуваш? Ама уште се лепи на мене, па дај вака да го... Добро е, ќе лижеш. Тука успеа второ обид да направам некаква си палачинка, пошто ичне ме бива омлет палачинки да направам, а тука го имаме првичниот неуспешен производ. Зашто не успешен мене ми? Па пошто не успеа палачинка да биде, ама па види како сладко е декорирано и тоа е тоа. Шо правам толку чоколадо на рака? Се чувствувам дека сум го убила чоколадниот зајко за Великден. Глеј се. Цака, 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 цака. Си направи палачинка и мене ми го дае фиранот. Прво го направив твоето, еј. Да бе, пробното. Па сега. Скептик сум за срања. Добро да ти е срањето. Фала. Добро е стварно. Не се ни сомневав јас. Не ме дупи, банана со јајце. Од старт ми беше сумњиво која е таа комбинација банана и јајце, бе. Банана и јајце. Добро е. Каде се ова црно под ногти? Не издагло чоколадото. Си копала ниви. Здравиот поедок е најдобар начин да си го започнеме денот. И за да го заштитиме нашето здравје, мора да одбираме
соодветни хранливи состојки. А ова истото важи и за корупцијата. Ако ги почитуваме правилата и принципите за спречување на корупцијата, ќе се заштитиме од негативните последици кои што ги предизвикува самата корупција. Тука имам 5 состојки кои што можам да ги поистоветам со 5 принципи за спречување на корупцијата. Ова ни е законитост, а тоа значи дека правилата и законите треба да важат за сите подеднако. Потоа имаме интегритет, а тоа значи дека треба да сме склони да ги почитуваме правилата, а и да сме спремни да пријавиме некакво кршење на закон доколку сме сведоци на тоа. Бананава може да ни представува еднаквост, а тоа значи дека сите граѓани треба да имаат еднакви права и можности на работа и надвор од работа. Следно ни е јавност, а тоа значи дека институциите мораат да им покажат на граѓаните што и како работат. И последно, заштита и одговорност. Ако пријавите корупција или сте жртва на корупција, имате право на заштита. Хранете се здраво и заштитете го вашето здравје. Почитувајте ги законските принципи и заштитете се од корупцијата. Да внимаваме на двете за подобар живот и подобро општество. Обични палачинки, никој не можеше да ме убеди да застанам и да правам по 3 сати во кујна, ама за овие и по 5 би дремела ако треба, значи види ги. Иван минатата недела ми ја направи најубавата моја слика воопшто. Јас која видов сликавата, онака солзи ми дојда. Можда само си нарцисирам тука, ама мене ми е прекрасна и сега планирам да ја објавувам на Инстаграм и еве сакам да бидете со мене додека ја објавувам. И сега шо да пишам description? Ова обично трае по 30-40 минути. Земав само средна вредност. А не е тешко да се направи убава слика. Тешко е description да се смисли. Нема да одлучам за брзо време. Мораш да одлучиш се снима. Филмот рола. Машина да не бучи, не може само. Да се знае дека е недела. Кике убрзај! Заследете ја Кике Цветче на Инстаграм. И лайкнете ми ја сликава. И лайкнете ја сликава и пишете и коментар на сликава дека Дојдовте од YouTube. Од YouTube и дека пишете у коментари предлог кепшн за сликата. Па да го сменам од после. Да. 2 hours later. Мислам дека го имаме, кепшн. Како? Shine bright like a масло за тело. Shine bright like a zaitin. Shine bright like a zaitin. Ајде да видиме како изгледа вака напишано. Free keyboard typing sound effect. Еве вака. Мислам дека го добив. Shine bright like a zaitin. Може, ајде, шаре. Леле, како македонски инфлуенсерки објавуваат слики на Инстаграм. Моментот на вистината. Денес, после цел месец, ке се качам на вага. Ова е мал човек за чекорот, но голем човек за човештвото. Мал човек за чекорот. Мал човек за чекорот. Знаеш дека нешто? Само што се разбудив, не ми се луде. Мал чекор за човекот, но голем чекор за човештвото. Та-да! Чекај сега математиките. Скоро 5 кила, ова се 4, чекај, Христина, 4,7 кила. Океј, добре сметав. Па добро е бе, не е некоја енормна бројка, ама јас верувам дека голем дел од салото што се стопило се претворило во мускул, а мускулот исто тежи, така да. Сега си јака да видиме мускул. Оу, о мај гад, чекам многу посматбарка на ова. Оу, га! Не се флексам по дома, не се гледам. Ајде, баци го. По мене сето што го гледаме прекрасно и продолжуваме уште појако во втор месец. Јас по тебе го гледам тук. По лицето. Па, дека си посреќна. Срце! Тоа е точно. Па ништо, ајде тука да го завршам првиот влог, пошто почнува денес втор месец, нема смисла. Тала ви што го изгледавте овој влог, се надевам дека ви се допаднат
доста бе. Цело мое пътешествие низ овој месец. Ќе си снимам и понатаму, ќе има и нови влогови. Јас уживав, дефинитивно уживав и сум презадоволна од себе и прегорда. Зборував и на Инстаграм видеата за ова, дека не си направив ни киксови, ниту доволно се настрвив за до степен да дојдам во искушение да пробам нешто друго, си извежбав секако што требаше. Браво, девојче. Ако гледате прво ова видео, ве интересира како ми помина цел овој месец. На Инстаграм кај мене имате IGTV видеевца од секоја недела со мал извештај како ми поминала и како сум се чувствувала, а исто така и секој ден објавувам сториња со што јадам, како се чувствувам и добро редом други сториња. Ако ви се допадна ова видео, оставете ми лайк, сабскрајбнете ми се на каналот и Ако не оставите лайк, нема втора. ви кажа, озбилно, шо? Најсериозно. Сега ја тука да се мачам камера, без лайкови. Сега кај не даваш пари, евате за ова што го гледаш. Лайкови, Фала.